галине припеат песни жалосни, ветрови носат стари спомени, о каде си љубена, каде и да одиш ќе те пронајдам, искрена љубов ќе ти подарам, ти си сонце што грее силно во мене и нема да изгасне. Ако те сретнам таму некаде, знам оган ќе гори во мене, ќе блесни сјај очите, ќе те прегледам силно и ќе те љубам бескрајно. Ако те сретнам таму некаде, знам оган ќе гори во мене, ќе блесни сјајот очите, ќе те прегледам силно и ќе те љубам бескрајно. И ќе те љубам бескрајно. Шубо. Во, шубо испадна. Ја изваевме. Ќе изваиме што ќе правим. Срамота е, ќе се устрамиме. Бога ми. Не, Бриши ова другото што беше. Најако е така, знаеш, музичари, ќе седниш, ќе се залеташ и на крај, оп. Да, сега се дешава. И татко ми стално вика, ако е нешто во музиката, закон не те фаќа. Сгреши, тере. Ето, луѓе сме и да сгрешиме, така е сега. Шубо, битолско издание, Да. Раде Стаматов, група Гром. Имаш во други групи свирено во меѓувреме, пошто знам дека со Гром сте 100 години, и колку 40 направивте? И 45 официјални. Машала. А не официјални може да и појде сега, да не претеруваме. Како од тинејџера ваму 45 години свириш, то ме интересира. Па јас се заколнав само со Гром ќе свирам. Така? Тоа е. Шу, јако. Мене, да ти кажам искрено, се сеќавам од дете, пошто имаш свирено и со татко ми на времето. Да. И се сеќавам уште како дете, кој се спомнеше Раде Англија е, Раде таму свири, предава, не знам шо прави. И знаеш, цел живот онака и после те запознав кога пораснав малце, се врати тука, почна тука пак да правиш музики. Како бидна уствари ти да замениш Англија? Тоа ми никогаш немам прашано такво прашање, така ми текна се. Да, малце поприватно малку, али во ред, не е проблем. Не, ако не мораш да ми кажеш, не е проблем, така чисто, така ми текна. Беше еден период тогаш кога почнуваше ете со Макс Фесто почна негде 80-тите така нешто. И се беше малце и посиромашко, тука немаше студија, немаше такви работи, па почна желбата се отвори некоја нов левел на презентација. Нова димензија, Макфест беше чудо за тогаш. Продукција се направи, така да почнаме сите да влегваме во штосо, сите сакаме да снимаме, сите сакаме да правиме. Па ни требаше студио кошташе пари тоа време. Па така да ајде, можда една од причините, ајде, ќе одам до Англија и ќе земам студио. Да не влегвам длабоко во приказната. Него ајде можда ќе се земи студио и така. Па, ете, и то се деси. Бев таму, за кратко испадна дека е долго и така. Ете. Така си оди животот обично, знаеш, ќе мисли, јас пообратно, јас мислев ќе одам низ Европа, договарав свирки, надпревари, влезен во финалиња, чудо ово она, удри короната, ни свирка се виде, ни надпревар покени ништо, па берикјат останав се женив тука, ако заминев се, кузнега и кебев негде таму по патиштата со свирките. Затоа мајка и татко ти се викат супер. Така, тоа е тоа. Тоа е најубозанив испадна, што ете тука останавме и јас и брат ми. Тоа е голема работа, бидам искрен, денешно време тоа е многу битна работа.
тука да си. Да, ете, ние младите никогаш не сме го размислувале тој момент. Да. И стално ти викат старите, ќе видиш, ти кога имаш деца, ќе видиш. И сега малио мој 5 месеци уште не размислувам на тој начин. Си викам дека ако дојди ден да сака да оди негде, ќе му рече аве тере уживај. Ама ќе видиме кој дојди денот. Значи немам да коментирам од се. Ќе видиме денот кој дојди. Значи со Гром правите уствари 45 години. Да. Направивме веќе. Направивте. 45, да. Која бројка е таа? Да. Значи, почнувајќи од гитаријади, од чуда од на времето, Баш така, да. години се во прашање. 70-тите, седмата декада ја фативме од прошлиот век, така да. Шуго. Имате го што знам победено на Макфест? Немаме. И немате победен? Не победи песната на Макфест оваа? Не, јас никој пат сум немал победено да речем ајде победив. Имаме за мене награди, доста, ама јас сум така, можда не ми е таква звездата за победи, али важно сум, не биле препознаени, ајде да речем, на некој начин. Да, ние. Некоја накрадна да дасне зеле, не можам, ниту се сеќавам да бидам искрен, не ми била целта таа. Сакавме да бидеме дел од шоуто и бевме во истите години малце. Машала. Со сите луѓе како што беа. Машала, да, ама види Громе, ви имам спомнато и во песна дури. Знам, ја слушнав и баш ми беше кеф и сум Да, сепак е останато име веќе години на сцената. И баш и со Валентин Соклевски ве спомнавме дека сте соработвале, дека текстот е ова она. Јас кога што се сеќам првата моја песна на фестивалче, мислам дека Орфеј се викаше фестивало, не ме држи за збор, може да имам забораено. Орфеј, да, бе. Мислам дека дали ти го пишеше текстот или музиката ја направи или нешто, сега ми текна узмува, ти имам забораено. За Орфеот ти се врати, да. Ви кажам што беше работа, ајде продолжи. Леле како се викаше песна, скроз имам забораено. Дојди. Таа беше песната. И многу ми се бендисаше. Леле, Таа беше на јако. Митрата песна. Да, на Митрата беше? Да. Бо, ја знам дека сега ми текна дека и твоето име беше спомнато, дали во музика, во аранжман, шо беше, не се сеќавам. Аранжман јас имав направено, Митрата имаше направено песната. Браво. Али беше тоа случајност, голема случајност, со Тони леговме кај во Орфеј, кај што си беше тоа таму во кај пиварата. Така, во И школа. да ја се видиме со Митрата и со Офелија, така да рече имаме на песна направено, вака, оди само успеи, само рефренот ми го успеи. И ајде. Добро, и ми рече, ако нам можеш направи неколку аранжмани за овие песните. Ми дадоа 11 песни. Ми ги дадоа песните на неколку касета. така. И onda ги слушам. Некој беа свирени на пијано, со некој ги пееше, ама имаше една песна без музика, само капело пееше на чупче. Пееше нормално песната, како што му рекле да испее. И сега нема ни акорди, ништо. Треба ти да си ги смислиш. Сега што направам? Од кај да почнам? А да бидам искрен, таа ми се чини дека и најдобро ја направив. Обично така е. Остајле на твојата имагинација и Но, виш. сега знам како зна каква имагинација, ама некој пат кога ќе се трудиш да направиш нешто од да не речем ништо, него од многу малку можда се внесваш подлабоко за да направиш нешто подобро. Абе, види, на крајот на денот кога ќе ги имаш параметрите, на некој начин си пак ограничен, знаеш во кој круг се движиш. Вака ќе го измислиш нешто, да имаш слобода. И многу поубаво може да излези. Видиш, имав скроз забораено на тој дел. Па јас со голема љубов ги правев тие. Леле, оти кеф ми беше, оти дека е за Битола, дека е за деца, фестивал, а јас толку далеку, и некако емотивно влегов во аранжмани, во се, и ептен бев заглибем натре. И случајно имаше еден, и тоа да спомнам, еден музичар, уствари беше тој поќе за BBC работеше со анимирани филмови. Па му требаше музика, па го пратија кај мене. Дојде човек, се запознавме и вака рече ми рекол дека имаш нешто музика, па јас му пуштив. Баш оти за деца, од Орфеј имав, јас тие кај мене беа без вокали, само аранжмани. Да, и одбери си, реков, од овие, баш дали ти одговара, и супер, ова, добро, таа е. Супер, да. Ама ќе ми треба и вокали, рече, па едов јас во училиштето во high school таму, па со професорката договоривме на музички час, влеговме и снимив. Испеа на англиски. Беше супер, стварно супер.
Шу. И така, А интересно. музиката, тоа е музиката, крај. нема крај, нема граници. Нема граница, да. Јас се сеќам дека имам видено на YouTube дека имате и мислам се сеќам и дека имате и општо и со Тони што имаме правено муавет дека имате свирено и во Англија имате направено концерт. Да. Како испадна во Англија да биде Па тоа како концертот? испадна во селото јас кај што живеев, тоа е многу убаво селце, тоа е баш на море, на плажа, тука е блиску сето и живее таму еден менаџер. Скот Батлер се вика тој. Тој ги организира концерти за фолк музика, блуз музика, било што од сите стилови и ги организира. И еден ден се јави, дојде рече, брате, имам организирано концерт, дали сакам да видиш, фолк ќе биде концерт, вика, нешто ти да свириш, вика. Дали сам, да рече, дали со бенд. Ако свирам, некој ќе свирам со бенд. И гром небе, уште ги нема смислено во таа комбинација и имаше со уште тројца музичари се јавија, дојде клавиатурист, тапанар и басист, и јас, четворицата. И буквално ги свиревме моите песни. Имаше едно така пола сат програма што требаше да направам. И за тој пола сат фактички моите песни што си веш, овие стандард како што се некаде си ти рекој ми рече овие што ги имаме свирено. Да, И тие ги научија, одма јас му ги пуштив, си ги научија песните. И имаше две-три инструментални исто така. Во меѓу кои една беше малце комплицирана, 15 осмини, така беше. И така натаму. И тапанало беше воските но тие малце комплицирана. Тапанарот, да. И важи, ја правиме готово. И ја спремивме со многу малку проба. Една проба направивме во среда, беше концертот во петок. Буквално само што дојде, тие беа веќе спремни, си има служи, има пуштено на сите. И така почнах со работката. Следната година пак концертот ќе видиш дел, ќе видам, ајде овај пат реков ќе викнам групата од Македонија. И така дојде. Шу. И дојдовме, бевме таму. Исто бе со доста познати бенди. Беше таа вечер, беше Cloud9, Live Blues Band, Доктор Филгуд, тие се познати, Вишбонаш се многу познати. Значи, дефинасни беше голема, че да видиме во делот тоа шоу таму. Басисто свиреше од Джетротал, басисто, и на Тони му даде капчето. На Тони рече, кој е басисто? Да, tego басисто, да. Има даде. Ама интересна работа, што таму концертите се многу интересни, се многу споени со луѓето. Како во театар влегваш, свириш и пауза има. Например, почнува во 9, во 10:30 има пауза. Се свири и се и сите излегват, легват во барот. Да. И се сенуваме во барот и сите музичарите се запознаваат со луѓето. И после пак уште една тура и завршва. Нормално. Тоа е супер. А се многу така близ контакт со публиката. Дај сега да свириме нешто, пошто многу се замобетивме. Што сега, што ќе ни испееш сега нешто? Јас да испеам со тебе или јас мора ајц моја некаде ја. Абе, јас имаш убави песни, а зато иначе јас ќе си пеам стално, не е проблем. Овој песни имаш ти. Од исполнав на твоите песни, мене ми се бенди се многу за Евровизија што беше. Супермен, да. Супермен беше за мерак. Топ и беше ептен криво. Секој че за чупето што влезе да води се, нема тука мавец за сите тие работи, меѓутоа за ваква работа како Евровизија, голема грешка на Македонија, што не те пушти тебе. Ке беше многу јако, да ти кажам искрено. Да. Јас, како и за се останато, и јас не сум по победвањето многу во, знаеш, овде кај нас како да работите, ми беше некако јасно унапред. Ама не се беше многу близко ти. Да, ако случајно се погодеше да одам, тоа ќе беше хаос невиден на дабината. То можев да го гарантирам јас лично. Ама не само тој, и песната е ептен. Песната ќе беше... Типска е песната, и тука немаш освен. Ама и можевме многу работи да направиме. Значи, самата песна имаше слобода да можеш што сакаш да направиш на бината. Не си врзан со тема, туку беше буквално што сакаш можеш да направиш. И баш така беше. Тоа е тоа. Дај нешто се да направиме. Например,
Ајде бе за широк сокак ќе направам. Ајде бе. Може? Или ајде каде си ти? Ај каде си ти? Која било? Ајде. Која било? То ни не дојде, ама јас ќе пробам да исправам се. Не го знам јас текстот, иначе ќе ти поможев. Негде ќе ти се замешам можда. Од кај е? Гедур ајде се. Гедур. Ми беше прва звезда на небото. Ми беше прва искра во срцето. Многу комета мина ме омина. Светна изгасна, но моја остана. Каде си ти, најмила моја, каде си? Замина, но моја остана. Каде си ти, најмила моја, каде си? Замина, но моја остана. Шуо ми е срам да свирам, а ти А, не, шуо си свириш. Јас ќе речев дека самоук, можда и ти си самоук Самоук, гитарист. јас би сум Гитарист, самоук, само што самоук, ти имаш 45 години искуство. Јас од немајка да почна да ти кажам право гитара, свирам. Пијано ми е прв инструмент, ама секој пат кој се појав со пијано електрично, муабетот беше дај нешто. Аца Лукас нешто и сватив дека луѓето го перцепират како сајзер, како ритам машина и си викам дај гитарчето, дај. Седнав, зедов, денес ја купив, утре свирка договорена, директ во огнот и тргна работата. Да. Кажи ми, идиш од едни други времења кај што буквално терсене беше појачало, не можеше да најдиш во градоне па нешто друго. Да. Како то влијаеше на вашата желба да правите музика во тоа време? Пошто јас мислам дека кога ќе е гладен човек, дека многу поќе Не имаш право. Поќе сака. Да имаш право, да. Тоа те баш не направи уште повеќе да сакаме да направиме нешто. Стварно немаше. Имаше радио, имаше тој еден другар на Тони, школски, имаше на радивце малечко, не знам како, многу малечко, ама многу силно пак. И стално девме, Лјоте се викаше тука, комшиите веди. И ќе одземевме од кај Лјоте радиото, и ќе се уклучиме со Тони бас, купивме еден бас за дали динари беа тогаш, 50 динари дали беше, не знам што беше, и немаше жица, дебелата ја немаше, само три имаше. тие се времења времења. поминаа за да купиме жица, мора да ги ми текни само кај. Јас имав едно малечко гитарче 3/4 и така работевме, си свиркавме, си учевме, ама голема желба, преголема желба. Така да наставивме тоа што правевме, полека, па ајде ова се земаше, она се земаше, па свирка излезе, па немаше појачала. Од тука ајдовме го баравме, ќе знаевме на пример тој и тој има појачало, ајде ќе можеме ќе го изнајмиме појачалото и ќе свириме вечер било како. А ми имаме насмешка за тоа. Изнајмивме едно појачало, меаци. И ајдовме да свириме. Тогаш во групата бевме јас, Коњот Томе го знаеш, Томе, Како не, Тодоровски, како не. комшија и тој да. Аве, Таму е гром ја направивме кај него во куќата. Девери сме со син му девер. Да, види. Добро, супер. Замерак. Да. Кај него ја направивме гром, тој тропаше тогаш, Томе Тодоровски, браво. Коњо, Кубата, Бог да си ја прости, пееше. Јас гитара, Бајрону, едно дечко сега е во Америка, свиреше бас.
И сад тие бевме четворица така тогаш. И се свиревме, Тони уште не беше влезен во составот тогаш, тоа време. Зборам многу 76-та да не беше, не 5-та, 6-та негде, значи многу одавна. И ќе свириме во Оризари. Оризари свириме се од горно. И се наместивме се, и се Бајроно, не знам, басисто слезе негде, кубата го зеде басо да свири и пееше. И сега свириме навина вака, и имаше дечки со нас што идеја, што ни помага, другарчина наши, и си седат вака навина, свртени у публиката. И ние си свириме, воопшто не, се словно. Се врти едно време, Васко се вика, Васко се врти, го гледа, почна чади па чао. И се тој вака е на фаца, преплашена, внатре полно вака имаше народ, се врти и вика, ти експлодира. Ако рече ти експлодира, а верваме дека една врата огромна има, цела падна долу. Чудо нешто беше. Хаос. А кубата вака, како што седеше со тој басом, вака му напред само као, го фрли он. Какви Се времења. спасувавме сите. Да, преако. И татко ми ма кажува, вели, но поачало за бас некој што го имал, ќе најдевме големо, вика, мислиш разглас цел, го пушташ сите врзани на него, терај таму, свири кој разбира, па дедо ми викаше стално, кога дојдени од Идол еднаш, тука со телевизијата, со Ајден тогаш, со камери, го прашват него, демек што ќе кажете, јас, вели, овие не ги рачуна пеачи, никој. Ние напред, вели, ни озвучење, ни ништо го ќе викневне. И истина, така беше. Немаше како поинаку. Тие сериозно си ја вршат тие работа. Скрос. Ти кој е било, кој ми кажува, иделе пример од Пештани на Кочија, значи со конј, до Брезово, да го капарат дедо ми за насвадба, за не знам кога. Ти кое време било тогаш, во кое време сме сега, кај што секој дете може да купи било шо и да направи, и баш заради тоа што се е достапно, некако како да нема желба во децата. Да, и нема драж некоја така, да. Точно Чудна работа. Има талент невиден, премногу има талент и тоа е многу добро стварно. Заминати се работите на многу високо ниво, многу прецизни работи се и многу вешти се, има многу вешти деца што свират, стварно, и тоа е за почит. Така да, ама тоа ти ја кажува денешното време. Така е. Електрониката си остори својата. Така е. Ама не јас многу пати го прамова и со музичари муабет. Има премногу вешти деца, има стварно технички многу добри инструменталци. Ама музиката мислам дека е нешто многу поќе од техниката. И затоа многу често се случува, например, виртуозни клавиристи, да го седниш во бенд и да не може да се снајди на 4 акорди песна, заради тоа што не му функционира така него мозок. Тој ќе свири, ама цело време ќе свири отпоќе заради тоа што така е навикнат. Точно така, да. И многу е, не знам, музиката е чувство мене, ако ме праша некој, и некако чувството како да си оди полека заради електроники, заради достапности, заради такви работи. Затоа ми е мило вака што има луѓе што си работат 100 години и што продолжуваат да работат неуморно, онака. Ние сме од ковачите. Так. Да, по-старски. Така. И сега колку што разбрав, пак спремате некој концертче летово. Да. Концерт, можда не баш концерт наш, него ќе бидиме на концерт, ќе биди Ален Славица. Тој ни е мој пријател од времето веќе, се знаеме години на песна на Макфест ми има испеано. Тоа беше споја што се познаваме доста време. Лани ни беше специјален гостин на нашиот концерт. Дојде човек кој испеи 3-4 песни. Браво. И ама се воодушеви од Хераклеја. Рече морам да дојдам и да направам концерт. Браво. Па ќе ни биде мило ако дојдеш, рековме. И се баш негова иницијатива ја организира работата, така да сега ќе биде на 9 јули. Ален Славица негов личен концерт, ама ние ќе го пратиме, да. Вие ќе бидете позадината. Ако, супер. Баш ми е мило. Јас за концертот лани се сеќам дека и ние се слушнавме, ама јас бев таков хаос тогаш. Добро, ние се какви идејни идеја нас. Мака да направиме, да направиме. Ќе беше ама е пак ќе си направиме. Тука сме, ич да не се секиреш. Чим има желба, сигурно. Се може да се направи. Имате некој ново песниче вака во план да изваите се наредниот период?
Имаме Нема неколку за песни, станување. дури овој Топанаро нашиот сега, старо новиот што се вика од Така, времето, така. Чкипо, со нас тропаш уште во 80-та година, 80-тите, како прв Топанарко почнавме професионално да работиме. Тој сега се загре, почна прави. И тогаш имаше Да, и направено мене ми имаше песна. пишано, Туку да, бе, да. Ми имаше пишано некој Да, ти песни, че само не беше мој стил некако и реков Појде за нас најде изгледа очар. тој мисли. Да, да. А, ако ме Па не еве врска. напред 2-3 песни, са сака да снимиме бар една од нив. И јас имам неколку и така да и есенат, бар да изваиме Супер. две нови, да одбериме и да сакаме да изваиме, како што рековме пре, еден винил, плоча и промоција да направиме на тоа се до дуре тој тука, са тој ќе биде неколку месеци овдека, така да ќе работиме на тоа. А исто така на 3 јули сме со камерни оркестар Браво. на игралиште на ракометно. Браво, браво, браво. Тоа е како не е наш концерт, него ние веројатно 3-4 песни ако најмногу биде, ама тука ќе бидат и паркети, чоканче ќе биде, ете ние, браво. код 369, чекаме Бранко од Фолтин. Фолтин. Да, така да, ќе Супер, има. супер. Одлична екипа, видиш, не сум знаел. Да, Ќе тоа биде идеја замерен. баш прво беше на Бакре од ова речи го, од Дувачкиот. Дувачкиот, да. Него идеја беше да се направи, па сетне ми ја префрлија Владимир Димовски од камерниот, тој ја превзел идејата, така да не е лошо. Ако, супер, супер. Би Тоа е било одлично. супер. Значи, ќе има летово машала работа. Има ќе има. баги работа. Да. Шу. Баш ми е мило, да ти кажам искрено. И баш мене ми е кефот и со оркестар, дури она за серенада јас имав напишано 2 песни. Што беше кефот и со оркестарски мене ми е Подруго е, да. Подруго Многу е, да. звучи. Кажи ми, сеаш нешто да свирниме ко за крај вака, да испратиме работата. Ајде. Што можеме Знаеш да што? направиме? Не знам дали има слушното за Битола, јас ја сакам за Битола песната на Широк сокак што имаме ние. На широк сокак? Ја имам слушната, ма не знам дали... Лесно е. Лесно е? Ќе се снајдам. Savesno ќе ја свирам. Добро. Крстосувале и по твоите градски плочници гордо прошета. Многу години, генерации заминале, многу луѓе ни својот живот од тебе трага оставиле. О, широк сокак, моја града Битола, секој ден и секоја ноќ нова приказна почна. Безброј спомени, сладки сеќавања, сите влюбени, кога натажени, ти надежни подари, срца распејани, лица насмејани, ти остана магична. О, широк сокак, моја града Битола, секој ден и секоја ноќ се пиеш и мунтува. Шубо песнич. Се сеќавам кој ќе пејтала во живо, кој се развика тоа. Тој имаше учено и кај Митрата се сеќаваме едно време. имаше, да. Имаше часој земано. Треба и него да го викнам и со него имаме баги муавети за Да, прајање. треба. Пошто со него и не има и озвучвано на свирки, пошто тука почесто сме се среќавале. Кој не? Да. Ќе го викниме и него ќе направиме муавет. Да. Раде, фала ти многу што ми дојде.
Дали има нешто што сакаш да кажеш и што не го спомнавме, тоа ме интересира. Мислам, Че, има сигурно има многу памети, ама... Има премногу работи, меѓутоа мислам во ова што си направивме беше ептен спонтано и фала ти тебе што ме викна на твоето шоу. Таман работа. Фала Беше ти уште задоволство. еднаш. Фала ти уште еднаш. И фала ви дечки и вас што не пратевте. Се надевам дека ви беше лабаво. И се надевам дека ќе ни дојдите пак наредна недела во 18 часов да си полабавиме заедно и да си поправиме вака малцува музика. Поздрав, имајте убав ден.